Почнете од почеток со Бони Сала. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Матеј, 5 глава, 10 стих. Рита Елмонајер е мала, но моćна жена. Таа ја предводи САТ-7, сателитска телевизиска мрежа која ги покрива Средниот Исток и Северна Африка, со надеж во Христос. Гледачите може да се вклучат во мрежата и програмата служи како огромен извор на охрабрување за верниците кои живеат во прогонство. Една жена напиша во мрежата: "Вие сте ни наш единствен извор на заедништво преку гледањето во екранот. Кога ќе ве сретнам вас, луѓето од САТ-7, ќе се поклонам и ќе ви ги измијам нозете за се што правите за црквата овде." Но, вели Елмонајер, прогонетата црква има порака за тие од нас кои не живеат под секојдневна закана на смртта, поради тоа што го следат Исус. Прогонството е круна што ја носиме на главите секој еден ден. Вели еден гледач алжирец. Не ни го одземајте, се моли тој. На нивните прогонувачи вели: "Ни ги затворате црквите, но никогаш не можете да ни ги затворите срцата за Божјата љубов." Најголемиот проблем во Средниот Исток не е војната, туку безнадежноста. Ако им кажеш за Божја љубов, Монајер објаснува, тие ќе слушаат. Еве начини како може да се молиш за останатите следбеници на Исус кои живеат во прогонство. Моли се за 200.000 палестински христијани низ Средниот Исток. Моли се за 1,7 милиони христијани во Либан кои се под закана од Хезболах. Може исто така да се молиш за радиопартнерите кои бестрашно ги емитуваат програмите за упатство за живење во земји како Турција, Ирак, Сирија, Јордан и Египет. Како што не насочува Јаков, 5 глава, 17 стих, да се молиме еден за друг. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.